Слушнете не! Слушнете не! Слушнете не! На Около FM. Здраво, другарчиња, здраво дечиња, здраво тинејџери, здраво млади возрастни и здраво возрастни. Големо поздравче за топло добре дојде во Слушнете не! Јас сум Ноела, вашата домакинка и водителка, а ова е Слушнете не! Во нова сезона. Јеј! Летото го поминавме прекрасно. После таа пуста пандемија. Мислам дека ова лето беше прекрасно за сите. Деца, бебиња, расшетани бабадедовци, мамотатковци, тетки, внуци, чичковци. Сите диаспорци. Поздрав до оние што не слушаат низ Австралија, Америка и целата планета. Сите патувавме, се сончавме, уживавме под звездите во водите и низ планините. А јас, седмоделенка, леле, ми вели мајка ми порасна чупчето. На сите школарци им посакувам успешна и убава нова учебна година. Знаењето е сила и моќ. Па да се обидиме да го стекнеме на различни можни начини. Оваа емисија ќе ви раскажам за најмалку 2 интересни збитнувања од летово. Затоа ве молам за внимание. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете не! На Около FM New Season 2023 to 2024 coming right up. Ова лето да ми ти започне со летна школа звучи одлично, нели? Учиш. И кога ќе завршиш, ајде на летната школа. Кој му текнал учење во континуитет? Треба одмарање, нели? Па може би и јас мислев така, пред да одам на оваа летна школа.
А летово бев дури и на 2. Но трпение спасение. Ќе ви раскажам. В 19-20 се случи нешто чудесно. Корените од минатото најдоја своји граници низ сегашност и пробаа да се зацврстат во иднината. Звучи како извадок од Хари Потер, но станува збор за проектот Креативни и иновативни занати за млади или скратено KIZ4M. KIZ4M. Центарот за локални иницијативи од Битола, поддржан од Министерството за култура, под раководство на една чудесна професорка Мимоза Богдановска-Јовановска, мајката на Ребекче и Виктор, ви имам кажувано за нив, проведе 3 креативни работилници за филигран. 3 креативни работилници. Една за филигран, каде што бев јас, друг Веси дизајн и трет Накит. Менторки од 3 битолски бизниси. Билјана Велческа со израз, Надица Бицева Димитровски со креација и Лиле Кадинска со лебрант. Имаа гостинчиња, млади желни да научат за фолклорот и културата и тоа да го изразат преку креација од сребро, глина и текстил. Колку беше интересно, корисно, не секојдневно. Можете да видите и сами преку фотографиите, трейлерите и 3 кратки документарци. Видео што си ги правевме со мојата мама, а во оваа емисија сладки извадоци. Слушнете ги! Креативни и иновативни занаети за млади. Филигран, ателје израз, менторка Билјана и ние 5 млади вредни паметни. Леле, се испофаливме. Слушнете не! Наум, како се започнува со филигранство? Што правевме првите денови? Првите денови правевме скица како срце, да го правиме другиот ден. Пишевме сите алатки потребни за правење изработка. Илина, што забележа ти во твојата тетрадка? Најпрво пишевме за видови жици, потоа за алатки кои што се потребни за изработка на еден производ и поставката. Јана, а што можеш да ни кажеш ти? Првата страна имаме напишано за жиците, процес и алатите и после во кои детали за процесот пишувавме. Овие цртежите за делоите жиците кај стојат. Следно ја разгледуваме тетрадката на Софи. Прво ја напишавме идејата за како треба што треба да направиме, после алатките, па постапката и потоа ја кркавме идејата на срцето како да. Другарчиња, да објасниме како дојдовме до идејата. На страничката ми рече да се нацртаме и да одбереме некои дизајни. И сите дизајни ги собравме и ги склопивме заедно и ги направивме срце. Сега ќе ви каже нешто нашата менторка Билјана. Здраво, јас сум Билјана Велчевска.
од Ателие Израз. Учествувам во проектот за креативни и иновативни занаети за млади како ментор по филигранство. Ателието го отворив пред 2 години. Многу ми беа важни некои работи, околу сакав локацијата да биде совршена за оваа работа. Исто размислував околу името многу, има широк диапазон и самото име мислам дека многу кажува и за филигранството, и за традицијата, и за мене да речам, и за тоа што го работам и за накитот што го изработувам. Оти секој што работи накит си го става својот личен печат, да речам израз, во тоа што го работи. Конекцијата со проектот започна сосема случајно. Беше голем предизвик за мене и за овие 5 мали прекрасни дечиња. И морам да признам дека сум многу задоволна од проектот. Многу сум задоволна од децата и од тоа што го изработија. Прекрасни беа многу внимателни, многу труд вложивме заеднички и мислам дека трудот се гледа. Не случајно го одбравме срцето како символ. Со моја помош децата сами го одбраа срцето и срцето е еден голем символ кој ќе ги поврзува за секогаш овие 5 дечиња и одлучивме срцето да остане за нив и тие да го носат срцето секогаш кога сакаат да го носат, значи сега срцето заминува во прилеп кај Софи. Пораката на ова срце, што ќе остане да ги поврзува овие дечиња и понатаму, е поврзување со минатото, иднината, филигранството, сегашноста, традицијата и љубовта. Сето тоа што не поврзува е всушност љубовта. Цело небо свети, звезди и комети преку него летаат. Една звезда фали, веќе не се пали, нашата што згасала. Еве цела година, само малку спија, а тогаш кога заспивам, тебе јас те сонам. Еве цела година, како носам вина, и помалку секој ден умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе. Скршена од тага, нова љубов барав, сега се е полошо. Секој ден без тебе, даже не за себе, сите рози свенале. Еве цела година, само малку спија, а тогаш кога заспивам,
креативни, иновативни занаети за млади, дизайн и вес. Модно студио Лебрант, менторка Лиле и 5 млади вредни вещи девойки. Слушнете не! Јас сум Моника Балева, сум дел од курсот во Лебрант за ширење, кроење и моделирање. Исто така во моментот сум дел од проектот Летната школа Kids for M. Во моментот во Летната школа сме во првата фаза на дизајнирање на тотебекс со помош на менторката Лили Кадинска. Во моментот изработуваме прво скици. Ова се моите 3 скици. Од сите 3 ја избравме да биде ова торба. Во оваа торба ќе вметниме некои делчина кои ни се останати, кои треба да ги употребиме, а да не се фрлат. Например, да бидат од сентиментална вредност, да вметниме нешто од традицијата. Така овие елементи кои се на торбата, планирам да ги побарам од мојата мајка и баба, за да биде уникатна и повредна. Здраво, јас сум Мила Кадинска. Јас сум дел од курсот Моделирам, кројам и шијам во Лебрант студио. А сега сум учесник на летната школа Kids for M. Јас сум инспирирана од геометријата на македонската народна носија. Денес ќе изработам тотебек, кој што ќе има основните карактеристични бои на македонскиот фолклор: црна, црвена и бела. Аз сум Чувараби, бил сум од курсот моделирање, кроење и ширење и воедно сум учесник на летната школа Kids for M. Ова е мој дизајн. Сега сме во фазата на ширење и кроење. Јас засушив мојата линза од мојата тотебек и ќе преминеме на монтирање. Здраво, јас сум Тана и моментално дизајнирам овој дизајн. Моментално рачно ги сечам овие риси. Здраво, јас сум Мелинда. Ова е мојот дизајн. Овие се моите орнаменти кои што ги подготвив за тотебек. Ова ми е шаблон и сега ги подготвувам со пегла. А сега неколку мудри мисли од нашата менторка Лили, која што знаењето и занаетот од срце го предава во нивните раце. Со насмевка поттикнува, со строгост насочува и во секого од нив талентот го посочува. Јас сум Лили Кадинска, собственичка на Лебрант студио и соимениот моден бренд. Имаме 3 концепти кои што ги нудиме како услуга во Лебрант студио. Првиот и примарен се колекциите и дизајните кои што јас ги изработувам за Лебрант студио, кои што се продаваат во нашиот шоурум во Битола и на онлайн продавницата за независни дизајнери ЕЦИ, која што е достапна во светски рамки. Вториот концепт е Fashion Lab, во кој што изработуваме нарачки за индивидуални клиенти и други брендови. И третиот, за кој што и денес сме тука, е курсот по моделирање, кроење и ширење во Лебрант студио, кој што постои веќе 7 години и во кој што имаме обучено над 50 курсисти. Денес сме тука, а ќе видиме и во наредните 5 дена, како дел од летната школа креативни и иновативни занаети за млади, или скратено Kids for M, во организација на Центарот за локални иницијативи со поддршка на Министерството за култура. Во
Во рамките на летната школа, од мое менторство, ќе бидат изработени 5 тоте бейс од креативните раце на нашите ученици, кои што се инспирира од орнаментиката во македонскиот фолклор, поточно македонската народна носија. Се радувам што како ментор на овој проект имам можност на младите луѓе, нашите ученици во случајот да им пренесам дека нашето културно наследство може да биде модерно, да се носи во современиот секојдневен живот преку еден креативен, иновативен пристап во дизајнот. Од сите мои слики што ги чувам, што ги редам и подредувам, само една не ми дава мир, од глава не излегува. Еден човек и една жена, само месец мар и блага светлина. Кики, ќе дојдеш со нас? Имам некоја недовршена работа. Ти чекаме на клупата. Дојгам за кратко. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Од сите мои слики што ги чувам, сите мои сеќавања, тажни океани плуват по нив, да не потонат, не можат. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Песна моја, звезда моја, желба моја, само моја. Ти си сила каква нема, ти си сила што ме тера Божи глас да чујам во себе, што ме крева вечна љубов. Јас да барам вечна љубов, со него да најдам. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Песна моја, јас песнуваш, во мене остави да ме најде тој по тебе. Звезда моја, блеснуваш, за мене се уште дише, дише тој во тебе. Креативни, иновативни занаети за млади. Пет девојки беа на обука во ателје креација. Од својата менторка Надица научија како и каде да бараат инспирација, што да прават со сите тие материјали и алати, како од неоформена грудка да направат чудесно убав накид што ќе ја краси некоја кокона, а ќе биде изработен и подарен со чувства. Поздрав! Јас сум Ана. Уште кога влеговме во ателјето креација, во кој што се одржува летната школа, бевме воодушевени од излогот кој потсетува на музеи. Повеќето од креациите се инспирирани од нашето културно наследство, а ние се одлучивме да го правиме брошот Сонце.
ателие креација во рамки на Kiss for M ни ја разлета автентичната марама, ни донесе неколку видови накид и многу убавини за овие млади. Во простор во кој што секој предмет има значење и функција. Да ги чуеме нивните стихови, да одекнуваат и во иднина. Сонцето символизира живот. Сонцето символизира живот. Енергија и вечност. Енергија и вечност. Брошот сонце за левиот ревер. Брошот сонце за левиот ревер. За блиску до срцето. За блиску до срцето. За сентимент. За сентимент. Понекогаш ки ти доаѓам насум, како нечекан и несакан гостин. Не ме оставај ти на патон. Вратата не ја лости. Ке влезам тивко, кротко ке седнам, ке вперам поглед во мракот да те видам. Кога ке се нагледам, ке те бакнам и ке си отидам. Ке те бакнам и ке си отидам. Ja izlezi Đurđo, ja izlezi sestro, ja izlezi Đurđo na penđere. Фолклор, занаети, традиција, сегашност, креативен израз, поезија, уметност, култура, креативни видеа и кратки документарни филмови, што комбинираат нови технологии, а раскажуваат важни приказни. Сето тоа го измиксавме како главни состојки во една убава приказна. Кога имате можност на мојата YouTube плейлиста, посетете ја! Волшебен поздрав, магична прашина,
звездени желби и детско-младешка љубов за вас. Гушнете не и слушнете не. Љупчо Цветковски и главен и одговорен уредник на Укло ФМ, магистр Сонја Тандарова-Груевска и јас Ноела Нечковска, 7 одделенка од Елпида Караманни Битола. Горемо! Поздравче! Укло ФМ, Битола, септември 2023 година. 24 часа секој ден на 90,8. Укло ФМ, Битола.